Блокадите кои не се поврзани со критериумите од Копенхаген да престанат, Европската унија да се подготви за прифаќање нови членки, бидејќи со земите од Западен Балкан ќе биде целосна. Според председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, проширувањето мора да се одвива врз основа на јасно утврдени правила. Билатералните и историските прашања еднаш за секогаш да се надминат. И ова не е прва порака за крај на статус квото. Многу европски челници индиректно испраќаат пораки дека одредени земји го злоупотребуваат правото на вето, најмногу за билатерални прашања. Најочигледен пример за тоа се блокадите на нашиот пат од соседна Бугарија, која ги негира македонскиот идентитет, култура и јазик. Експертите ја поздравуваат оваа риторика. Процесот треба да биде базиран на заслуги и реформи, демократија, владење на правото. Блокадите од билатерална природа се закана по проширувањето и за двата региона, Западен Балкан и Овоисточниот, за кој што го зборував. Не е само Бугарија таа што блокира. Советот на Европа е она што е тело кој што во крајна линија ги носи одлуките, и добро е што вакви изјави доаѓаат од страна на неговиот челник. Дека во Европската унија се размислува за реформи кои би го олесниле начинот на пристапување, покажува и повторното отворање на темата за квалификувано мнозинство, предлог кој стигна токму од Кошта. Но прашањето е дали има реални позиции кои би ни го гарантирале патот врз основа на копенхашки критериуми, а не на историски и идентитетски прашања. Познато е барем за експертската јавност она група на француско германски експерти кои што требаше да предложат реформи во Унијата, вклучително и во процесот на проширување и донесувањето на одлуки поврзани со него. Препорача токму тоа, значи квалификувано мнозинство да се има при оценување на прогресот на некоја земја. Моментално околу 18 на 19 земји стојат за оваа иницијатива, но и големи земји членки на Европската унија се уште се скептични. Постојните правила бараат сите земји членки на ЕУ да дадат зелено светло за секоја фаза од процесот на пристапување. Можноста за овластување на Советот да одлучува со квалификувано мнозинство би можела да се истражи за одредени привремени чекори во процесот на проширување. Во македонскиот случај тоа би значило олеснување, посебно поради блокадите од Бугарија.